Добро утро и од мене. Завршува утринската. Иван и Елена продолжуваме ние со магазинот. Денеска повторно интересна и поразлична тема. Имаме девојка која што пред себе сакал навистина ужива во секојдневието, многу ги сака планините, здравата храна. Меѓу останатото, таа е официјално сертифициран туристички водич и менаџер за туризам и добитничка на признанието Travel Influencers New Star. Се на се девојка која што не ја држи место, постојано е активна во текот на денот и едноставно навистина сака да ги граба сите оние убави нешта. Како од хотелиерство стигнува до инфлуенсер за патување, како ја има онаа дисциплина за секојдневно искачување на планините и така натаму, но и која е Маја Дукова, за сите незини предности, но и слабости, како што вели и самата понекогаш. Денеска ја запознаваме во студиото во магазин. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро и ти благодарам за прекрасната најава. И огромна ми е... Останав без зборови. Ти благодарам исто така на поканата. Огромна чест и задоволство ми е да утрова да бидам дел од магазин. Ти благодарам многу, затоа што твојата приказна мислам дека заслужува и тоа како внимание. Многу тивко, меѓутоа многу со голем ентузијазам ги правиш сите работи. И ако тргнеме од тоа дека си нели официјално менаџер за туризам, цело време ја зиркам титулава да не утнам нешто, знаеш, се лутат обично кога се титулите во прашање. Сакав денеска баш да ја раскажеме твојата приказна. Накратко, која е Маја Дукова? Како би се опишала себе си? Тоа е најтешкото. Знам, меѓутоа само нема да ми кажеш, треба да ги прашате другите. Обично така ми одговараат гостите. Не, мислам дека се познавам доволно. Би рекла Маја Дукова е девојка која има за цел да разбуди кај луѓе во желба за здрави навики и здрав начин на живот, затоа што сум во мисија да ги убедам да се едуцираат повеќе околу здравата храна и здравите навики. Девојка која што ја обожава природата, секогаш бира планина и природа, девојка која што сака да истражува и сака да види нови нешта во животот. И девојка која што го имаше првото самостојно патување или така наречено соло трип, нели, на она англиска фраза, што ти беше на она листа со желби. Ке ни раскажеш и за ова, нели? Долго време имав желба да направам соло патување. Долги години работев во угостителство, работев по хотели, каде што среќавав различни луѓе од сите земји на светот, среќавав луѓе кои што се на фамилиарни патувања, среќавав луѓе кои што се со друштво, но ги среќавав и овие самите. И често пати на моите патувања кои што биле со друштво, ми било предизвик дека може би треба јас тоа да го направам сама, да се обидам еден ден и да видам и да истражам. Долги години ми тлееше таа желба. Ми се појави дури бев во Малта пред 2 години ми се чини, некако го осеќав жарот дека сега е време тоа да го направам. Ама всушност баш ќе дојде она како што велат, не можеш да ги форсираш работите, туку кога ќе дојде вистинското време, тогаш ќе се случи на вистина така бидна. Јас го направив моето соло патување минатата година во октомври или септември, така нешто доаѓа. Беше во Палма де Мајорка. Добра дестинација се избрала за старт. Одлично. Не се жалам. И едноставно, само што стапнав, бев тука сакам да живеам. Толку ми се погоди и времето, ми се погоди климата, пријатна атмосфера. Островите секогаш имаат така некоја енергија за нели се е мирно, се е прекрасно. Идеално, не знам, нели кога велат ако некој сам може да се справи со јавниот транспорт во туѓа земја, тогаш што може се да направи, си го зимам тоа за поен на себе и сум си благодарна за тоа што го направив. Браво. Сите оние прекачувања, по од која страна да чека. Да се справиш, па кој автобус доаѓа, затоа што сакам да истражувам, за да ја доживеам атмосферата во земјата која што ја посетувам. Кога сам си го организираш времето, каде ќе отидеш, што ќе посетиш, предизвикувачки беше. Задоволна сум и од запознавањето на нови луѓе. Си давам на значење со тоа што запознав доста и шпанци, со кои што почнав да зборувам шпански, беа воодушевени од моето познавање на шпански. Имаше познавање на шпански, си учела? Сите гледаме шпански серии, она од времето што ни останато, гледавме шпански серии Касандра едно друго и знаеме како.
Памтиш од тогаш нешто? Да, разбирам совршено. И баш Јас имаше памтам. Rebel the Way, она млади Да, млади бунтовници. бунтовници, Да, гледавме се тоа. Да. И- Еве ја предноста кога се слуша туѓи јазик, да. без разлика каде. Огромна е предноста, а толку ми беше мило кога баш некој од таа земја ќе каже: "Леле, браво, ти зборуваш совршено нашиот јазик, го разбираш како Вау. тоа." А дефинитивно и после тоа соло патување можеби ќе звучи како клише, затоа што честопати тоа се слуша, нели? Ама дефинитивно сум со тоа дека ако си со тој жар во себе, ако ја имаш таа желба и ако си авантуристички тип кој сака да истражи нешто, не се мисли, зграбчи ја приликата што ја имаш, појди на тоа соло патување и ќе се вратиш како друга личност дефинитивно. Веројатно денеска е многу полесно во смисла со интернетот и со сите оние достапни информации, но треба храброст да се замине сам на патување. Храброст. Тоа дефинитивно Да. треба храброст. Која беше лекцијата која што ја научи? Дали се беше по планот? Имаше ли некои моменти кога знаја да бидат мала фрка? Искрено не појдов со план. Туку појдов онака, оди па што бидне, бидне. Одам. Тука целта ти е да појдеш сама, а не ти е целта, затоа што најчесто кога посетувам, кога шетаме со друштво, спремна сум со список. Денес одиме од до, посетуваме тоа, утре го посетуваме другото. Тоа сум- знае малце да замара некако, ти става притисок. Премногу, да. Не може да ги уживаш толку работите, Да. бидејќи цело време си на трчање да видиш да, се. Да. Овој пат бев, не ти е тоа приоритет, сега ти е приоритет дека ќе појдеш сама, ќе истражиш што можеш, ќе видиш како сама со себе ќе се спознаеш, со себе ќе си поминеш време. И не ми беше цел дека треба по некој план да се водам. Не се ни потрудив дека треба се да истражам. Знам дека ми остана многу работи што треба да ги видам на островот, ама тоа ќе биде прилика за повторно да го посетам, нели? Така не може секогаш сепа и цел месец да си едноставно не може се Да. да се прошита. Што научи од тоа соло патување? Научив дека секогаш е време за авантури, секогаш е убаво да се истражува, треба да се зграпчуваат приликите и дека храброст мора да се има за да се посегне нешто и за се е вистинското време кога ќе му дојде. Така, од сите оние искуства и моменти кои што таму имаше можност да ги доживееш, што би издвоила вака како нешто најинтересно или нешто што ќе ти остане? Се ми е, не знам, мене сетилба? самото патување ми е како пакетче запакувано, ми е горда сум на себе за чекорот. Запознавањето на новите луѓе, запознав доста нови луѓе, истражувањето, снаоѓањето со превозот, островот премногу ме воодушеви, не знам какво е, од луѓе што беа таму, од домицилно население што запознав, знаеа да кажат дека знае да биде жешко, што е нормално. Временската прилика и неприлика, влажност и едно друго. Меѓутоа, мене ми беше се идеално и си велам, еве, значи, баш сум во вистинско време, на вистинско место и прекрасно си поминувам. Значи, добро избрана дестинација за прво самостојно патување, така би дошло. Дефинитивно, да. И препорачувам на секој што ја има таа желба, што му тлее, да го направи тој чекор и да не се плаши. Така, каков впечаток ти остави таму народот? Топол? Па мешавина е, Пристаплив? а топол да, па не знам, јас пак ја речам дека островите имат некоја посебна енергија, на било кој остров и да појдеш, имам искуство и од други. И пријатен народ, пред се пријатен, и имаше доста од Шпанија, од другиот дел што доаѓаа да си го посетат островот, кој што ми велеа баш пар еден што го запознав, велат одиме на многу други места, а не си го цениме тоа што го имаме ние, како што и јас знам за нас, тоа често пати да го кажам. А затоа дојдовме сега и рековме овој пат мора да го истражиме нашето. Пријатен, топол, прекрасен народ, би рекла. Одлично, многу ми е драго. Со оглед на тоа дека си навистина посети оние здрави рецепти, научи ли некое шпанско јадење? Да, научив една компиропита, која што ми стана како омилена, обожавав да им ја јадам. И си реков дека наскоро на мојот профил што е за здрава храна ќе го вметнам некогаш, затоа што тоа е со здрави состојки и има хранлива вредност. Имав прилика исто да пробам супи кои што јас летно време исто така на профилот ги подготвувам, како што е салморехо. Тоа е салморехо и гаспачо. Тоа се ладни супи од домати.
кои што јас ги имав искуство со нив работејќи по хотелите како се подготвуваат, инспирирана од тоа ги подготвував на профилот за здрава храна, меѓутоа сега ја имав приликата да ги пробам на лице место и нормално се воодушевив од себе како ги подготвувам како домицилното население. Интересно, многу е добро кога си има вакви искуства, секој патување нели си носи некој нов момент. Имаш едно интересно видео кое што вели како да се спакуваш со еден куфер, а при тоа да носиш многу повеќе работи на себе. Да. Ова е многу популарно на социјалните мрежи, ќе го видиме сега. Колку ти е забавно на овие снимања? Еве го. Колку работи облече на себе? Облеков доста. Ова е на патувањето во Дубај. Ми наплатија на одење од Бугарија и се спакував доста со себе, облеков како што е прикажано на видеото. Ова не е само за видео снимање. Не, и целно е, да, јас на вистина. Ама после кога го завршив целиот тој чекин, контроли едно друго, си се слеков и си ги ставив работите во ранец. Имаше ли некој кој што тоа визуелно се гледа? Да. Имаше ли некој кој што ти изреагира? Мислам, нема право, ама дали ти искоментира нешто или не? Не, немав нешто. Мислам, јас сама се смеев со околината и околината се смееше со мене. А не сум единствена. Има многу така ова што го практикуваат, затоа што сега нискобуџетниве авиокомпании знаат само да бидат нискобуџетни, ама знаат и често пати да наплатат од и така одлучиле. Ниската цена на билетот да ја предплатиш на некој начин со сите овие плюс плаќање. Да. Јас истово го имам направено и во Шведска кога патував. Си изнаоблеков, се што треба. Добро, таму барем е ладно. Меѓу другото, да. Чекај, Дубај колку степени беше ова? Беше како пролет, не беше прежешко, беше многу пријатна клима исто, значи кај одам ми е погодена климата, не фаќам ни жешко, не фаќам ни ладно. Изгледа така си ги темпираш ти работи. Имам среќна звезда. Не, правам анализа, важна е, барем временската прогноза е многу важна да се анализира. Малта, например, кога беше доста влажен воздухот, што знае онака да гуши. Да испарува од тебе. Да, и сега, нели, сепак патувањето треба да е уживање, не треба да е напор и да се заморуваш од тоа што го правиш. Така. Добро, еве ви предлог како кога патувате, а немате доволно багаж, односно не сакате да доплатите, може тоа да го направите практично, едноставно на себе неколку работи, додека ги поминете сите оние контроли безбедносни и после тоа и секако доколку сте таков тип, значи знам дека си има луѓе што сакаат да си бидат лагано, се да си биде регуларно со куферчето, без да се оптеретуваат. Мене ми е предизвик, мене ми е забавно целото тоа, не е дека ама често пати дури сум забележала онака да речеме чизми и обувки, некои поголеми ствари, буквално висат на ранец и никој за тоа не реагира. Веројатно не се смета како тоа го немам пробано, не можам да кажам дека имаше сега и на Ryanair. Обично на пролет идеш за тоа. Да, јас ја обожавам пролетта и есента, ми се омилени времиња. Имаше Ryanair како агенција, самите си имаа справено видеа, демек не наплаќаме за овие перничињава, има нели и такви видеа, демек во перничето да си изнаставаш се што треба, празни што се. И со нив као заштедуваш со тоа што патуваш. Колку е креативен овој народ. Многу дефинитивно. Кога се во прашање пари, да, мора да се најде начин. Добро, тоа е практично. Зошто да ги дадеш тие пари за куферче, кога може да ги имаш за некоја авантура? Ако одиш на сега барем јас сум тој тип, јас не сакам да инфлуенсерското за различни аутфити, па да тоа биде филмско, па да биде вештачко, меѓутоа го правам тоа природно како што сум јас. Ако си тој тип што сака да му биде се пицнато како што треба, во ред е да планираш, ама ако сакаш за 3 дена, за 4 дена, греото е па да фрлаш екстра пари за багаж, кога можеш да поминеш со 3-4 комбинации кои што ќе си ги испланираш пред време. Баш. Сите овие твои моменти споделување на социјални мрежи и така натаму ти ја донесоа наградата Travel Influencer New Star. Прво, дали очекуваш оваа награда, ме интересира? Не. Бев исто воодушевена, минатава година многу ме изненади со сето тоа. Бев изненадена и не очекував. Бев влезена нели во кругот на потенцијални добитници, меѓутоа искрено не ја очекував, а сум многу задоволна на укажаната чест и баш е титула која што си ја сакам, бебенце која што си го чувам и си го негувам, се случи во декември 2024 и сум среќна и благодарна за признанието, дефинитивно. Нели обично велат наградите можеби не значи ништо, но и тоа како се огромно признание за твојата работа, тоа ти е
поттик и мотив дека некој те забележал, дека си на добар пат и дека само треба да продолжиш понатаму? Да. Баш е поттик затоа што кај мене на профил често пати има, цело време имам видеа од патувања, било да се тоа патување надвор од државата, а ги имам и доста од оние кои што се за промоција на нашата држава, затоа што навистина сакам тоа што го имаме да го споделуваме, шеруваме со останатите и да дадеме на вредност на она наше што го имаме и баш тоа ми е, баш како што кажа, признание дека некој забележал дека вреди тоа што јас го правам. Интересно е како ги спојуваш твоите знаења и искуства во пракса, а со оглед на тоа дека си менаџер по туризам, нели имаш работено угостителство на почетоците од твојата кариера, ако може така да се каже, и сите тие работи кои што тогаш си ги искусувала, си ги учела, денеска некако ги пременуваш и во готвењето на храна, и во патувањето, и во твоите профили така натаму. Како започна приказната на Маја? Како и какви искуства имаше со хотелиерството за почеток? Приказната со хотелиерството започна со факултетот за туризам. Јас завршив факултет за туризам, а кога сте на студии на факултетот, почнувате со одење на пракса. Тоа во Охрид или? Да. Факултетот Јас сум во од Охрид? Негорци, од Гевгелија. И при тоа праксата моја прва беше во Охрид, во наш хотел исто така, во Силекс. И не одбрав да одам надвор од границите, туку одбрав да останам во нашата земја, мада и не беше толку актуелно излегувањето надвор, туку ми беше предизвик дека ќе отидам некаде на 3 месеци на пракса. Од еден хотел продолжив во друг, од друг хотел во трет и го завршив факултетот, па потоа продолжив да работам и во Маврово. И си терав јас така... Тоа Маврово периодично предпоставувам? Да, зимска сезона си терав во Маврово, летна сезона си терав во Охрид. И велев сите и ваму и таму на добар воздух. Да, железото, крвта да се јачи, учам многу нови работи, среќавам многу различни луѓе и велев дека овие од Америка побрзо се враќаат, дека јас од Гевгелија Негорци дури да стасам од Охрид немаме конекции со транспортот, комплицирано е, не се враќав. Од Маврово исто така и често пати велев сите мајки гледат на часовникот кога ќе им се вратат децата, мојата мајка гледа на календарот. Ама беше предизвикувачки и интересно и забавно. Запознаваш многу различни луѓе, различни култури, спознаваш какви квалитети имаме ние, кои што стварно ги обожавам, сакам се што имаме, сакам да ги промовирам. Дури бев поттикната од искуството во Маврово и мојата дипломска работа беше алтернативни форми за развој на туризмот во Маврово. Затоа што Маврово има огромен потенцијал во себе кој што треба да биде проширен и за кој што треба да се дознае и треба да се развие, што всушност беше резултат на моето искуство по хотелите. Работејќи така сезонска работа, решив дека Маја треба да се стационираш на едно место и дојдов во Скопје и продолжив од тука да шетам наоколу, да... Ова Скопје затоа што имаш конекции со Гевгелија и со Охрид? Да биде полесно. Да биде полесно. И од тука веќе почнав од централно да ми биде Скопје, па да истражувам како во државава, така да ја промовирам државава, така и надвор од границите. Некои забавни искуства од Охрид и од Маврово мора да има? Да е едно. Се е прекрасно и знаеш, сега дури ми е жал што не запишувавме вака, не запишувавме кога велам затоа што повеќе бевме нонстоп тим, нели? Да си водев дневник, така да дефинитивно дневник секој треба да си води во животов, наравно учение. Денес водиш дневник или не? Се трудам да бидам активна, ама не сум баш онака како што, ама на добар пат сум. Добре, ја имаш дисциплината, тоа е најважно. Да, се трудам, нели? Ама нонстоп е полно со случувања кои што дури се забораваат, онака кога ќе се собереме друштво со кој што сме работеле, леле ти текнува вака и вака кога се деси. Ова беше во Охрид. Тоа беше во Струга. Не знам од со клиенти, со колеги, со гости. Со гости би рекла, многу ми беа забавни кога доаѓаа нашите од Австралија, кога ќе дојдат на гости. Добро, ова звучи интересно, немам продолжи. ништо против сите нив, ама многу ми се златни кога ќе дојдат и кога ќе почнат да го мешат на јазикот македонско-австралиски акценти, кога ќе почнат да нарачуваат нешто или кога ќе почнат да викаат
Ние во Австралија, вака и вака, беше забавно. Они ми беа како омилени, као почнува сезоната, леле, ги нашите од Австралија доаѓаат и забавно ќе ни биде во комуникацијата. Интересно, би рекла, онака како во тоа време не беше толку многу актуелен интернетот, и кога некој ќе праша кој ви е пасвордот на интернетот, и велиме од 1 до 10 во еден од хотеливе кај што работев, и во тој момент беше 11 часот, и вика, па сега е 11, значи ние немаме сега интернет. Океј, да, имате интернет. Ама има многу случувања, затоа што сум служела исто и на свадби. Секоја приказна си има, мислам, секоја ситуација си има своја приказна и се безпрекорно забавно. Или не знам, имавме колега кој што беше слаб со англиски и гостиве му бараат на плажа работејки can you open the umbrella, а он не разбира што му рекол и ја вика колешката од Шанк и вика, гостиве барат некој коктел умбрела, ако може да го направиш. Има еден куп случувања кои што стварно будат сладки спомени од ситуациите. Така, ова е добар момент, а некако ми делуваш дека се човек кој што без разлика на која позиција, дека максимално се внесува во она што го прави, затоа што како што ми раскажуваш, баш си уживала и во целиот тој процес на работа, бидејќи има и такви кои што нели тоа им терет само од моментот за да се заработи плата. Јас сум личност што сака да биде дисциплинирана. Тоа го велам честопати деновиве со одењето на водно, затоа што не секогаш можеш и не секогаш сакаш. Мотивација нема да имаш секогаш за тоа што го правиш, ама биди дисциплиниран и направи го тоа. Сакам, ако нешто го започнам, сакам да го завршам и да го завршам како што треба. Не сакам неправда, мразам неправда, било да е на работа, било да е во секојдневие, ама ако нешто се нафатам да го направам, без разлика на која е таа позиција, сакам да биде завршено како што треба дефинитивно. Тоа ми се допаѓа, имаме и неколку видеа од оние искачување на водно, секогаш потсеќаш дека не е денеска може не ми се одеша, ама едноставно го направив тоа. Веројатно чувството кога ќе го завршиш тој процес нема никаква споредба со било што. Тоа го споделувам на социјалните мрежи и тоа го кажувам и добивам фидбек од останатите дека им помогнало тоа јас што сум го кажала. Дисциплината е многу важна за се, како за спортска активност, како за здрава исхрана, така за се во животот. Јас навистина немам секогаш желба да се качам на водно, ама знам дека ќе добиам и текако голем бенефит од качувањето. Кој не знае, јас се качувам барем 3 пати до средно водно, затоа што тоа ми е целта зацртана на неделно ниво. Ама треба да ја победиме онаа немотивираност, дека не можеме. Секогаш имаме време да скроламе, ама треба да си ставиме приоритети. Тешко е да се влезе во тој бубањ, да речеме. Тешко е да се поттикне дисциплината, ама важно е да се потсетиме себе си дека дисциплината ќе ни донесе здравје на нас, кога е спортската активност и здравата исхрана. Многу често велам дека ние го имаме нашето тело во себе и ние му служиме тоа ни служи на нас за се, а наша единствена одговорност е и ние да му послужиме на него за да бидеме двосмерна улица задоволни едни со други. И баш затоа треба да се грижиме за нашето тело, да бидеме физички активни и да се трудиме да внесуваме хранливи состојки колку што можеме повеќе и да се информираме околу внесот на истите. Кога веќе зборуваш за здравјето, сега ми текнува на сите оние видеа, подсетници кои што обично знаеш да ги ставиш од локалните пазарчиња. Ти си една од ретките млади луѓе кои што навистина уживаат во одењето на пазар, во пазарењето. Морам да ти кажам и јас го обожавам тој дел, иако не често го правам, за жал. Но има некој посебен шмек, како си ги бираш сите те производи и така натаму. Каква реакција има од младите кои што тоа го гледаат? Си почувствувала дека можеш да ги инспирираш, да ги поттикнеш, да ги натераш да излезат до пазарче, меѓу другото да поддржат и локални земјоделци, произведувачи, но истовремено и да си снабдат згора на се и по подобри цени, меѓутоа еден убав избор да си направат, но што сакат да го пијадат на трпеза. Добивам реакција и за тоа обожавам зелено пазарче. Значи кога немам од мајка ми, затоа што мајка ми дома сади во бавчичка секогаш и нели кога нема од кај неа, не често си одам до дома, јас сум воспротивно сум на пазарче.
Обожавам да одам затоа што пазарчето има така некоја енергија во себе, така луѓето раздвижени, секој нешто нуди, а пред се баш тоа изборот да си одбереш посвежо изгледа, не е исто како во маркети кога ќе отидеш, ќе поттикнеш некој од дома што прави, иако и во пазарчињава има честопати бизниси што откупуваат на големо продажба или нешто, ама пак многу е подруга енергијата, поубав е изборот, плюс за многу попристапна цена, а на тој начин јас честопати споделувам, затоа што мене најмногу ми одговара во викенди тоа да го правам, викенд да си го организираш, ти да си испланираш тоа што ќе јадеш во текот на неделата, ќе си направиш список, ќе си поидеш, ќе си испазариш се што би ти требало, не знам, дури планирање на оброци да биде, ама ќе знаеш состојки кои би ти биле потребни. Барем од прилика. Да, ќе поидеш, не знам, на час време, час и половина, прекрасна атмосфера, ќе си земеш се што ти е потребно, си направил голема предност за себе, бенефит за себе со тоа што си ги испланирал своите оброци и во иднина ќе си влезеш во таа рутина. Двосмерна улица си помага што да јадеш. И среќен си, едноставно, затоа што сами сме за себе одговорни. Ќе видиш многу интересни фрази, тој маркетинг на пазарче Да, секогаш се они про верзија од денешницата. Многу креативни. Да, креативни. Со супер и посвежи производи, зеленчуци, овошја. И секогаш при пазарењето, тоа е што велам, кога ќе каже некој леле, ама како, јас не можам да се хранам здраво е многу лош збор што јас лично не го сакам, практикувам да кажам нутритивно богати оброци. Или балансирано, или исто е балансирано, да, ти не можеш да кажеш здраво или нездраво, сосема е во ред некогаш и нешто нездраво да јадеш, меѓутоа битно е да планираш, не знам. Има правило 5-4-3-2-1. Одиш на пазарење и одбираш 5 различни вида на зеленчуци. Ова сега некако ми е познато, го гледам по социјалните мрежи. Да, тоа убаво е да важи при пазарењето. 5 различни зеленчуци, 4 различни овошја, 3 различни видови на протеини, 2 различни видови на јаглехидрати и едно благо. И на тој начин урми, да. Може да биде здраво. Ама не, нека биде и чоколадо, не е проблем. Ама пак кога ќе влезеш во едуцираноста и во едукација ни фали на нашиот народ, тоа го сватив со профилов дека имаме состојки, многу луѓе знаат да ги практикуваат, ама не се едуцирани како да ги комбинираат. И треба да ја искористат моќта на социјалните мрежи, да се информираат и да почнат да се трудат да си внесат здравје во себе. Така, како си задоволна од тоа како ти функционира профилот за готвење, би рекол, за приготвување на вакви нутритивно богати оброци? Профилот ми започна многу спонтано. Започнав дека јас работејќи нели со хотелиерството, немаш умерена исхрана, немаш балансирана исхрана, работејќи онака во смени, осеќаш терет, и јас не бев таква цело време, цел живот, меѓутоа со едукација сватив дека морам да се инвестирам во себе и така почнав да менувам некои своји навики, како од физичка активност, така и од здравје. И кога веќе почнав да јадам нешто поинакво, решив истото да го споделувам на социјалните мрежи. И си направив посебен профил каде што денес комбинирам ова, утре комбинирам нешто друго и почна таа бројка магично да расте, заинтересираноста да расте, затоа што на профилот Let's Cook Delights, да го кажеме, состојките најчесто и оброците кои што се комбинираат се едноставни, затоа што никој не сака да глави во кујна, ама убаво е кога не главиш во кујна да подготвиш нешто што има нутритивна вредност за тебе и што е добро за твоето здравје. Тоа не мора да значи дека треба многу време или многу состојки. Нели тука мислам дека малце не е обично дилемата секогаш кога ќе се спомене здраво, секогаш се мисли дека тоа треба да биде, тоест е скапо и е комплицирано за изработка. А праксата, твојот профил и сите останати покажува дека баш и обратно. Често пати тоа е дури и поевтино. А и не бара нешто посебно за готвење. Да. И баш дека само е потребна едукација, не се секогаш потребни огромни средства. А особено и ми се допаѓа фидбекот. И пиете вода. Пиете вода, тоа да. Јас сум личност која што не пие вода и често се потсетувам себе си и ги потсетувам останатите летно време пиете вода, а тоа го правам во комбинација со чаеви или за да има вкус нешто водата. Аха, не сакаш ти без вкус. Да, и тоа ми е мотивација за да ја испијам.
А што се однесува на профилот, ми се допаѓа и фидбекот од следачите кога знаат да кажат: леле, абе, добив, не знам, сега последно имав од една господја, добив, вика, наут од брашно, како можам да го подготвам? И јас сум тука за да дадам идеи што да подготви, не знам, како да направам банана лепче, како да направам ова, или го направив тоа и тоа. Банана лепче, тоа е многу популарно и секаде го има. Скапичко е прилично. Ама зависи, не мора да се направи, зашто скапо е ако го купиш од Хелти тоа ми беше идејата, како да си направиме дома банана лепче едноставно, не знам, јајце, банана, овесно брашно, какао, чоколадо и тоа е тоа. Нема да се залепи тоа или треба да биде во некој посебно садче? Да се сблендира. Па банана лепче му дава приказ на садот, всушност, дека е нешто. А иначе можеш и во обично тавче, не мора да се она... Може и во калапче за мафини. Може, тоа ќе видат мафинчиња, да. Не мора да се оптеретуваме. Банана бред мафин. Да. Банана мафинчиња. Да, не мора да се врзуваме конкретно по книга за одредено нешто, туку може да бидеме креативни, може да истражуваме со новите вкусови, да ги комбинираме. Не мора ако пишува 200 грама бадем и ти да одиш конкретно. Истражувај, па пушти, ништо не може да се случи. Секако се убави состојки. Ако не видат, јас често правам енергетски бомбици, затоа што не ми се тинтра да правам, не знам, да ги барчиња или торта или не знам што, направи ја убавата состојка. Да, измешај ги сите работи, направи си ги како топчиња, стави ги во фрижидер, имаш здраво благо за во текот на неделата кој што ги ти користи. Зошто да постигнуваш по лоши шеќери кога можеш да си помогнеш на тој начин во организацијата? Браво, Маја. Вака се треба. Едноставно. Да, мислам многу е поинако кога некој ќе ти каже од искуство. Види, на сите нас понекогаш ни фали дополнителна мотивација, нешто да не натера нели да... Затоа велам, потребна е дисциплина. Мотивацијата ја немаме секогаш. А и да не чекаме, не да Боже, нешто здравствено, да не сме окей, па тогаш да размислуваме на тој начин на исхрана. За жал, баш тоа е случајот. Многу често ни се случува нешто и тогаш сваќаме дека треба да цениме. Ќе изгубиме некој човек и тогаш сваќаме дека ни значил, ќе го изгубиме здравието и тогаш сваќаме дека ни значело здравието, а за да не дојде до тој момент, затоа треба од денес да почнеме и денес да се грижиме. Не утре, не од понеделник, не од среда, туку денес решаваме, се грижиме за себе, не мора да биде искачување на водно. Може да си го најдеш своето водно и нека тоа биде 6000 чекори дневно за почеток. Нека бидат 10.000 чекори, ама излези и движи, ќе ти помогне на тебе. Ми се допаѓа вака мотивацијски, ќе рече во понеделника сме среда. Еве среда за среќа. Среда за среќни може така некако да дојде. И уште за крај, многу брзо ни помина времето замисли. Морам да потенцирам, ти си кажам, а ти си горда Негорчанка, може така да кажеме, од Негорци ги Евгенија. Од Негорци, да, имаме Негорски бањи. Негорски бањи се обично карактеристика. Да, јас сум од Негорци. Таму израстена, родена, ама сега сум тука присутна во Скопје. Одлично, одлично. Одиш ли на бањи? Па ретко. Не сум стасана се уште, ме држи здравието. Има време. Ти благодарам многу за денешното гостување. Продолжи да патуваш. Ние ќе ги следиме сите оние твои профили, ќе готвиме здраво и да се гледаме за многу нови награди и убави поводи. Ти благодарам од срце за поканата и ми беше преголема чест и задоволство да бидам дел. Ете така, ти благодарам многу. За крај ќе те почастиме нешто со Ѓоко Танески. Не за друго бидејќи во Охрид имаше праксата. Да, Охрид ми е на душа, тоа нема збор. Па и треба да ти биде да ти кажам, не дека јас сум таму. За крај на денешното издание на магазин, Ѓоко Танески Една љубов има, мислам дека избравме добра песна. Уживајте во денот и се гледаме утре. Чао.